Раскопувањето на асфалтот на улиците и на плочките по тротоарите и другите јавни површини стана секојдневна практика, а по завршувањето на градежните работи тие не се враќаат во првобитната состојба. Честите дефекти на водоводната, канализацијската и другата инсталација што се наоѓа под земја се главната причина што се раскопуваат улиците, кај кои цевките или каблите се дотраени или биле поставени пред повеќе децении. За жал, во последно време дури и на сосема нови и свежо реконструирани улици, асфалтниот слој се раскопува, а дупките се оставаат полни со земја и камења. Типичен пример за тоа е улицата Раде Кратовче, на чија реконструкција се чекаше со години, а кога конечно минатата есен беше целосно обновена, деновиве го доживеа првото огнено крштевање со дупка на средината на асфалтот. Сообраќајните знаци кои ги предупредуваат возачите за градежната интервенција стојат неколку дена, а жителите од соседството нагласија дека неофицијалното образложение што го добиле е дека се чека земјата да се слегне за да се санира раскопаниот коловоз. Во меѓувреме, возилата се принудени да ја заобиколуваат дупката за да избегнат оштетувања. За реконструкцијата на улицата Раде Кратовче со должина од над половина километар беа инвестирани 5 милиони и 300 илјади денари, што пред околу 3 години општина Кочани ги обезбеди од Светска банка преку Министерството за транспорт и врски. Ова е само еден од примерите на копање на улици и тротоари и нивно оставање во таква состојба. Многобројни се примерите на улиците Маршал Тито, Осоговска, Илинденска, Скопска и другите, каде дупките во асфалтот стојат повеќе месеци и нема никакви изгледи скоро да бидат санирани.